Мое село во твоето село. Почитувани, се наоѓаме во село Живојно, поточно во црквата Вознесение Христово. Добар ден му велам на отец Киро Милевски. Добар ден. Оче, и ова е ваша парохија? Да, и ова е наша парохија под Краварско Бачка. Ова е селото Живојно, кое што било доста и тоа големо во времето. Храмот му се вика Вознесение Христово или Спасовден по народно така по народно познато, и сите работи, тоест верски црковни, се одвива во овој храм. Тука биле крштевките, венчавките, и Спасовден се слави 40 дена после Великден, а 40-тиот ден е во четврток, значи денот Спасовден не го менува, а дата менува, зависно од Великден кога ќе падне. Оче, од кога постои оваа црква? Оваа црква постои од 1830, ако јас не се лажам доволно, мислам не се лажам, беше доста запоставена во времето. Ова е трокорабна црква, која што се состои, она малата врата е притвор, ова е јужна врата, има и западна. А во тој притвор што го викам, или катехумена, црква на луѓе кои што не биле крстени и биле на богослужба, стоат во тоа место на богослужба се до зборот кога свештеникот ќе возгласи двери или со друго кажано некрстени излезете. Во таа припрата, кога се прави мала молитва, голема молитва, поготово жена која ќе роди 40 дена, тука се праја таа молитва. Сега во некои цркви тоа беше оградено со иконостас, на некои така е одбележано како повисоко место, а и оваа црква е во турско градена, затоа што е 2-3 степеници в земи, затоа што во турско агата или султанот, не знам таму како да го речам, бегот не дозволувале црквата да биде повисока од џамијата. И најмалку 300 скали. Најмалце 3, имаме дури, јас имам сретнато цркви со 15 скали долу. Али сепак народот имал вера и љубов, градел и обстојувал. Кој е Господ никој не е. Каде Господ никој не е, и овие наши села имаат скоро сите по 2 до 3 цркви. Живојно селото има манастир горе Свети Илија, уште погоре тамо да не речем уште 2 километри има едно паракливче Света Петка, таму веќе еве сега пат се прави, овдека исто е параклив Свети Илија, не е некој манастир кој што е онали, означено е местото со мала црква, мал параклис, и се во иднина се надаваме дека тој ќе се обнови, ќе се направи онака како Господава, кој ќе се исполни време. Оче, гледаме дека во кругот на црквата има многу гробишта. Па тоа кажува дека на времето селото било доста големо. Овој голем круг, да не речем околу 3-4 квадрати место, гледате гробишта, има тука гробје, ради што било селото големо и тие гробје биле од тие мештани кои што израснале тука, доживеале старост и тука починале. Тука имаме не само од рече го мештаните, тука имаме некои и војни гробишта кои што кај нас се познати така народно српски, кои што горе се волеле на Макшалан. И после војната, кога се прибирале лешевите и се донесле во Бач, се донесле во Живојно, има во Сливица, има во Добровени. Во најблиските црковни гробје биле и тие гробје преселени. Сега некој вика српски, некој на македонски, натаму да не навлегуваме. Во тоа време таква била каузата, така се работело и така се вика, и така остана како српски. Сепак тие мештани биле некои од тука починати, кои што биле со србите,
некои се срби чисто, али да не навлегуваме како е тоа, сепак земјата е господова за сите нас. Земја не даде, земја ќе не... Така е, времињата носеле времиња. Да. Баш така. Оче би ве запрашал, ова село Живојно, денеска, можеме да се пофалиме за некоја венчавка, за некоја крштевка? Убаво е да се пофалиме. Убаво е да се пофалиме. Па и тука, како и во Бачо ви кажав, на 10 години по една крштевка се случува. Многу ретко е. Селото е околу 24-5 домаќинства, од кои се млади, еве сега имаме пар, сега се вери. Напролет треба да има свадба, некаде кај јуни така зборнав. Сега како дали тука ќе се одржи или ќе се одржи во градот, тоа не знам. Господ нека му дај здравје, љубов и многу дечина. Само здравје. Така. Оче ви предлагам да ја погледнеме црквата со ваша помош. Може да ја погледнеме, ама моментално. Камбанаријата е ова понов. Да беше била распадната, е реновирана. Овде ќе имала настрешница некоја си, која што била доста убава, али заботне времето го однело тоа. Сега црквата е реновирана, 90-тите години има нови керамиди, кровот е преправен. Јас тога веќе почнав како свештеник, тога не бев тука. Во тоа време мештаните, христијаните, верниците ја реновирале и ја направиле во ова денес како што ја гледаме. Така. Оче рекоме дека после Великден, 40-тиот ден. До 40-тиот ден поздравот бил Христос воскресе. Да, Христос воскресе. Навистина воскресе. Навистина воскресе и така се поздравуваме и денес. Така. Младите некако го прифаќаат тој поздрав. Прво му е како интересно, а после веќе тоа му легнува на душата и се поздравуваме секојаш со Христос воскресе. Оче ви благодарам за разговор. Јас ви благодарам што најдовте време и овие наши села кои што веќе се запоставени, па да има некој да не посети, дај Боже, и сите власти да не посетуваат, да ни помагаат да го кренат руралниот развој. Дај Боже, ма тука сме и ние, моје село во твоето село. За многу години. За многу години. Почитувани, разговарам со Тони Неденовски, член на црковниот одбор од село Живојно. Тони, добар ден. Добар ден. Ви те запрашал најпрво за црквичето Света Петка во местноста Бела Чешма. Да. Со години ова тлеело? Ова со години, премногу години и почнавме со помош од населението од село Живојно да ни помога многу, значи баравме и не излегува во пресред, во голем пресред. Прво, селаните, местноста? Да, местноста, селаните, сите села. Значи, како прво, една голема благодарност до рудникот на Живојно кој што го имат отворено, до газдите. Со негова помош тие ни помогна со машини од страна на машини. Така. И само да појасниме за гледачите на мој, ова било цела страна. Ова цело беше ридче, значи цело ова беше. Овде можело да дојдеш. Да, само со пешки, со возило не. Да. И после ни помогнат кога ни помогнаа тие многу и пред деном, например пред 2-3 дена ископавме, израмнавме многу, го проширивме. После помина денов, па втората година кога дојде ова, ние втора година, кај што почнавме со манастиро и ни помогна и од страна на фирмата на Одрек. Еве да спомнеме дека и патот ќе биде направен. Да, и патот сега чекаме поднесо барање за тампон. Од село Живојно од село Живојно до манастирот до Света Петка. До Бела Чешма. Да. Сега ќе видиме, ќе кажи дено. Тоа е друго. Почнавме со голема помош со сала, со тремче, да го наречам, за скарата, за пијачката, за тие работи. 2 клозети направивме. Ова помош е дојдена од населението од село Живојно.
Значи местно. Со местноста, со голема помош, значи голема благодарност до селаните, до сите што има донирано и до Австралија, до Нашите сонародници, да, од овој крај. Да. И тие ни помогна до $1200 ни пуштија. Па почнуваме све наново и така Само како здраве, ќе се полека, бери, полека, да, ќе како се ќе се бери, така почнуваме све. Чекаме од градоначалнико здрав година да направиме асфалт, да заградиме, па почнуваме сетне сега со донатори кои што сакат некои да донират за манастирчето, за да се почне за ново да се изгради. Да се изгради. Да се изгради ново. Па тоа е една голема благодарност и до градоначалникот кој ни помогна за улично осветлување да клајме, до сите донатори, значи сите што им се добронамерни. Така, то не би те прашал, ова местност овде Бела Чешма, некогаш било вода? Имаше вода, значи сега дојсовме вода и од горе, од Соичката вода, таа беше од војската што ја земаа водата. Сега ние ја пуштивме ново црево, околу 500 метра и пуштивме вода до манастирчето до Света Петка. Сепак, Друга вода имаше на манастирчето, таа е значи башка вода. Таа вода исто во просториите на манастирот. Друго, така, ова манастирче, ова црквиче, да кажам, Света Петка, едно од постарите во село Живој. од постарите од 1968. 68. Да. Нели ние регистриравме и црквата во село да. и имавме уште едно манастирче Светилие. Светилие, тоа не знам која година е. Да, меѓутоа ова важи за едно така да речем. Така од најстарите. Да, од најстарите културни работи. Добро. Кој е Господ никој не. Помошта е секако добре дојдена од сите страни. Секако. Едно големо замолување до сите жители, значи и до цела Република Македонија. Сакаме, доколку сакат да помогнат во манастирчето, да не излезат во пресред, сите роднини, пријатели, другари, се што имаме, значи, да се обратат лично кај мене, кај Тони Најденовски, контакт за телефон 075 438 120. Село Живојно. Село Живојно, па нека повелат, нека донират. Сме во план да го изградиме, да почнеме со манастирчето Света Петка. Нека е напомош за Нека ни е напомош дено, да, за многу години да е. Толку. Поздрав до сите донатори, предвреме и тоа е тоа. Така е. Моје село во твоето село. Да, поздрав. Моје село во твоето село. Почитувани, се наоѓаме во село Живојно, поточно во местноста Бела Чешма. Разговарам со Крсте Петровски. Крсте, добар ден. Добар ден. Од 80-ти на години, Па тука 80 години. Да. се уште активен во селото. Активен во сите работи во селото сум активен. И не откажувам, и то ми радост, кеф, се за селото да биде убаво за млади, за стари, за се. Се додека можеме Се помагаме. додека може и сум многу задоволен со тоа. Многу сум активен за тието. Кој сака да допрашате, мора јас да одам на работа. Добро. И манастири се правам со трактори, одам, носам материјали, работам, се живо. Да ти алал се вели, да ти алал. Да. Крсте, да те прашам најнапред. Тука си роден во село Да, Живојно во село Живојно, да. и тука си до ден денес. Тука ден денес. Семејството Семејството ми е во Кравари. во Храбари. Во Кравари, децата таму ми живеат, јас со бабичката. Вие тука сте сум. си тука. Да. Морам да те прашам за ова црквиче, пошто најмеродавен си ти да ни кажеш од кога потекнува и како дојде да се ова црквиче изгради. Ова црквиче дое порано било црква тука, стара. Стара А никој не знае да ни каже дека од кој век, шо век, не знам како. Арнома на една жена му се сонва, на Лена Василевска. Му се сонва на 2-3 пати. И таа мораше да бара чаре кај црквенски одбор. Така. Ојде тамо да бара. Еднаш појде. Тие не ја прифатија работата, се го влачија. Пак уште еднаш ојде мораше да ја прифатат работата. И црквенски одбор бараше 2-3 луѓе да го извадат камено од црквата, туа беше урнато темелието, не се знаја полно капини, дрва, ова, она. Так. И јас имав тогаш 22-3 години со еден комшија, ама кутриот тој сега почина. Извадуваме 15 кубици камен, порачавме мајстор, црквенски одбор порача еден мајстор од Бач,
и да направиме во манастирчето. Така, И почна. се иззида ова манастирчето и собравме пари од селаните да купиме керамиди и да оплатиме мајсторот. А дрвата, едно село има Соби, се вика, од има 4-5 километри, тие па ни донесоа дрва со кој немаше тогаш превоз. Така. За да покриеме. И така манастирчето го направиме. Арнома, манастирчето кога направиме, години помина, од 68 година го направиме. Сега се нафатија 2-3 мина, Стефо Јанакиевски, Тони Најдановски и Никола Митровски. И тие за скоро 2 месеци така луѓето ангажирани, и јас како постарче везден тука ќе му подам, да се направи. Јас бев активен, радосен од ова се прави. И мора да ја пофала Стефче Јанакиевски, Најдановски, Тони и Никола Митревски. Имавме мајстор еден пазарено на надница, а они работаа со мајсторот. Му дава материјал, што треба, бетон, мешање, ова, она. Тој ќе видите тука се позади и тие ќе снимеме објектите што и направи за 2 месеци. Многу активни луѓето, многу благодарност до нив. И се заблагодарувам што донира доста пари. 10.000 евра може собравме за непол месец. Ни донира луѓето и за месец го направивме ова. Така, кажи. Да. Кога е денот, кога е празник на црквичар? Празникот на 7 и 8 август. 7 и 8 август. 7 и 8 август и оваа година тука правихме на 7 и 8 август. Елена Велеска пеше групата Фаворити. Имаме околу 250 души на вечерта. Ја. Навистина прекрасно. Да, многу кеф направивме. Добро, сега вака Крсте, предлагам да погледнеме и однатре да го видиме црквичето, да регистрираме некој. Да, важи, повелете. Ајде. Стрико, што ни се сонило за сонот? За сонот, мојата жена му се сонно 5 дена. Пред Петко ден и му вика Света Петка на соне, посилек немам да ми донесете посилек. Јас случајно ојдов до Битола пред Петков ден и 2 вазли купив овие и му донесов посилок и кладов тука на Света Петка што се бараше и тоа си добри. Така. Да, а овие иконите и подаруваат луѓето. Што ќе е за здравие, за ова, за она, си палат, се молат за здравие. За здравие така, спасение. За верата да се одржаваме, така. Да се знаеме што сме и как сме. Така е. Тие работи. А од друга страна имаше вода тука. Овде на овој проход. Овде имаше кокладенче, арнама ова местото дворо го проширувавме со машини. Пошто беше на страниче. Многу страна беше. Арнама во копајнето не избега изворот. Пониско свали и сега тука оздол одма по џамчето, чешма имаме тука сега, водата тука под тоа, а мислиме да направиме со бел камен, да украсиме куба, да направиме. И така канал ископаме, да направиме чешмата. Кој Господ ќе даде Господ. Ќе даде Господ. Ќе даде Господ и тоа да се направи, сите работи еден сториме, да. Стрико, да ти се многу години. Дај Боже и се уште да можеш да помагаш на селото. Активен сум. И на селото. Активен сум. Во се. Ти благодарам за разговор. Да. Овчарче младо, чобанче леле. Никола, добар ден. Добар ден. Никола Стефановски од село Живојно. Колку овци имаш, Никола? Не знам, 300 ме. 300 има сигурно. 300 нешто. Може 300, се и помалку. Само ти ги чуваш во ова село овци или има и други? Со братчето ли? Со брачет ми. Со братучето, така заедно? Да. Колку време се бавиш овци? Па има од старо време.
Од старо време, Од со старите. години, Со од старите, Од продолжуваш старите. традиција, така? Старите па татовските се па ние. Добро. Што би препорачал на младите? Да се чува стока денеска во селата? Кој може ќе чува, Кој може, кој не може, кој не може ќе гледа. гледа и Така. ќе бега. Никола, ти благодарам за разговорот, да си жив и здрав. Да, И понатака да си ги чуваш овчичките. Моје село во твоето село. живојно. Почитувани мои, ве поздравуваме од сред село, село Живојно. Стрико, денеска снимивме многу работи, а не снимивме ни една песничка од село Живојно. Да ни ја кажеш песничката за овчарчето? Да ви ја кажа, овчарче вредно свири и пее со кавалче медно, пасето овци кавалче збори, збирете млеко од китните гори. Ај се запе една песна и ти. И јас да запеам. Па и ти да Ајде запееш. Стрико. Да, бе. Море насред село, чешма шарена, течеше вода студена. Течеше вода студена. Море крај чешмата, до две-три моми помеја вода студена. О таја чешма шарена. Почитувани мои, тука негде и крајот на вториот дел. Ве поздравуваме од село Живојно. До гледање.